За мене е чест денеска да го имам почесниот конзул на Македонија во Франција, господинот Жак, со кој што пред неколку месеци започнавме една заедничка соработка со нивната невладина организација, која што всушност преку проект за подобрување на енергетска ефикасност на градот и со заеднички сила, средства донирани од нивна страна и дел обезбедени од општина Куманово, успеавме да ги подобриме условите за учениците во основно училиште Толи Зордомис, конкретно во подрачното училиште во село Режановци. Можеби ова е повредност мал проект, но како гест е голем, на нас како град многу ни значи, особено денеска што овој проект го презентираме токму на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Во оваа прилика сакам на сите роми во Куманово, пошироко цела Македонија и во светот да им го честитам овој голем ден за ромската заедница и да ги уведам дека општина Куманово активно ќе работи на подобрување на животните услови и секојдневието на сите наши граѓани, тука вклучувајќи ги и граѓаните од ромската етничка заедница. Во оваа прилика се заблагодарувам и на почесниот конзул, а исто така и на неговиот тим и гостите кои што сношти беа присутни во Куманово и одржаа една културна манифестација во соработка со општина Куманово и се надевам дека ние оваа соработка ќе продолжиме да ја надоградуваме. Моите впечатоци се силни, особено од ентузијазмот кој што доаѓа од нашите гости, кои што искрено сакаат да помогнат и на Куманово и на неговите граѓани со акцент на граѓаните од ромската етничка заедница. Je suis Jacques Schleff, je suis le président. Јас сум Жак Шлеф, јас сум председател на асоциацијата Алзас Македонија Алма, која што работи на различни форми на соработка помеѓу нашиот регион, регионата Алзас, тоа е источен регион во Франција и Северна Македонија. Ние веќе повеќе години работиме на различни форми на соработка и реализираме различни проекти во областа на културата, на спортот, на економијата и се надеваме дека овој пат ќе воспоставиме соработка и ќе продолжиме да работиме заедно и со Куманово. Ние заеднички се вложивме во реализацијата на проектот заедно со Сдруженијето Дром од Куманово и со поддршка на Хабитат Македонија да успешно го реализираме проектот за подобрување на условите за работа во подрачното основно училиште во село Режановце. Но овој проект и нашата соработка има и нематеријална вредност, поголема вредност, затоа што ние дојдовме со реномирани уметници од Алзас кои доаѓаат од ромската заедница да учествуваат на настанот кој што беше многу успешно организиран вчера вечер по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите и на тој начин и ние да придонесеме во поддршката и промоцијата на оваа култура. Ние денес присуствуваме на потпишување на меморандум за соработка помеѓу нашето училиште и организацијата Алма Алзас. Со нивна помош, финансиска помош, ние добивме нова ПВЦ столарија во подрачното училиште во село Режановце. Проектот е веќе завршен, прозорците се поставени, останува само уште некои ситни детали да се додадат, така сакам да изразам огромна благодарност до организацијата Алма Алзас, односно до конзулот Жак Шлеф, затоа што со нивна помош ние денеска можеме да присуствуваме на затоплени простори и на многу подобри услови за работа и престој на нашите вработени и на нашите ученици. Колку ученици следат настава таму? Во подрачното училиште во моментов околу 30 на ученици посетуваат настава. Се надеваме дека од 1 септември ќе имаме и повеќе ученици, веќе и некаде го знаеме бројот на првачињата, така да ги повикуваме сите родители да дојдат да ги запишат своите деца во подрачното училиште во село Режановце, но и во централното училиште во Толи Зордомис. Колку имате ученици вкупно? Вкупно во нашето училиште има околу 420 ученика.
Наставата се изведува на два наставни јазика, на македонски и на албански наставен јазик. Исто така, како што реков, ги повикувам и родителите да повелат да дојдат во нашите простори, да го разгледат училиштето со своите деца, за да стартуваме од 1 септември со нови сили и нови содржини. И предпоменавте реконструкција, фасада. Така, во училиштето реновирана е фасадата на училиштето. Во моментов се работи на поправка на спортската сала, односно реконструкција на спортската сала, така да се надеваме дека и од септември нашите ученици ќе изведуваат физичко образование во нова реконструирана сала.